Целосна дискриминација и поделба на учениците, но и на родителите е државната помош која владата им ја доделува на одредена категорија основци и средношколци. Грмат од граѓанската иницијатива учебници и настава мора да има. Владата изнедри нова одлука за финансиска поддршка во износ од 1800 денари за ученици од средното образование, односно 1200 за основците, чии семејства имаат вкупно месечни приходи до 50.000 денари. За ова, граѓанските активисти подготвуваат и представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Според нив, ова е потполно погрешен пристап. Не смееше да се дозволи, велат, наставниците директно да им праќаат линкови на децата каде нивните родители треба да се пријават на јавниот повик. Мама наставникот ни даде линк да се пријавите, ќе имаме помош 6 месеци од 1200 денари. Секој дете има своја потреба, се радува на нештото, меѓутоа од друга страна фидбекот на родителот вели дека дете не се радува на тие работи затоа што ние немаме право на нив. Не требаше ова директно да им се каже на децата, директно да бидат изложени на дискриминација и на поделени чувства. Моментално во училиштата е хаотично. Административните работници се преоптоварени. Не се знае кој јаде и кој пие, бидејќи рокот за аплицирање е до 24 јануари, што е прекратко кога ќе се земе предвид преобемната и непотребна документација што треба да ја прибават родителите за да аплицираат за 1200 денари месечно. Постапката, велат граѓанските активисти, воопшто не требаше да оди преку Министерството за образование. Потребните податоци можеа комплетно да се земат од Центарот за социјални грижи, па дури и од УЈП, без да се инволвираат училиштата. На крајот на краиштата не се работи за тие неколку месеци парична помош, туку за повредените чувства на оние ученици кои не можат да ја уживаат. Во соседна Србија имаше помош за ученици, за сите ученици до 16 години. Значи, воопшто немаше селекција колкави примања имаат родителите и воопшто тоа не се бараше да дојде до израз. Секој ученик до 16 години со потврда дека е ученик имаше право на помош. И така се работи во една стабилна држава во која што сите граѓани и сите ученици ќе бидат еднакви пред сите, во однос на сите права кои што треба да ги уживаат. Посилните реакции од образование излегоа со ново соопштение, во кое се бара од родителите пред да аплицираат да ги приложат изводите од банките каде имаат трансакциски сметки за последниот месец.